Jemi rikthyer në pjesën e dytë të emisionit, ku të ftuar sot kemi një nga profesorët më të njohur në vendin tonë, një nga mjekët, ortopedët më të njohur që merret me problematikat e fëmijëve, por jo vetëm, merret edhe me problemet ortopedike tek të rriturit. Mjekun, profesorin e nderuar Zafirovski, mund ta gjeni pranë Spitalit Neuromedica, ku edhe i trajton të gjithë pacientët që paraqiten aty. Në pjesën e dytë të emisionit të flasim pak më shumë se si mundet realisht i parandalojmë të gjitha problemet ortopedike tek fëmijët. Stanavme da razgovarаме за рамните табани. Дали може да ни кажете дали всушност сите бебиња се раѓаат со рамни табани и кога има потреба од лекување? Од моево искуство, сите бебиња не се раѓаат со рамни табани, тоа е со спуштени свадање на стапалата, но тоа е болест на современава цивилизација и се повеќе бебиња и деца, во околу 60, 70, па и до 90% од нив се со рамни табани. Но не сите деца имаат потешкоти од равните сводови на стапалата, бидејќи децата по раѓањето обично имаат масни перничиња на стапалата и кога ќе застанат со својата тежина на подот, изгледа дека како сите деца да имаат равни сводови на стапалата. Но треба да се знае дека сводовите на стапалата почнуваат да се формираат во текот на втората, третата и четвртата година и тогаш веќе овој процент од 90% се намалува на околу 5% на децата имаат спуштени сводови на стапалата, деформирани стапала, тешко застануваат на своите ноџиња, често паѓаат, подоцна проодуваат и тоа веќе представува аларм за родителите да побараат помош. Има една состојба, така наречена талус вертикалис, тоа е една коска на која лежи тежината на телото на бебето, на детето. Ако таа е вертикално поставена, тогаш не може да се формираат сводовите на стапалата и стапалата остануваат равни стапала. Меѓутоа, со физикална терапија, со вежби на стапалата, со одење на прсти, на пети, странично, со масажи на стапалата, со стимулирање на јакнење на мускулатурата на самото стапало, на подколеницата, со фаќање со прстите на некои мали, ситни предмети, одење по песок, по неравна површина, сето тоа допринесува брзо да дојде до подобрување и појавување на сводовите на стапалата и на тој начин децата ќе немаат проблеми. Меѓутоа, ако и понатака не се формираат сводовите на стапалата, денес има оперативни интервенции со кои тој деформитет може да се коригира. Добро, меѓутоа, обично родителите сака да им помагат на децата за да продат што е можно побрзо и на тој начин го користат дубакот, џамперот, но всушност би сакала да знам дали овие им помагаат на децата или повеќе им одмагаат отколку им помагаат. Да, точно така. А родителите често и бабите и дедовците се нестрпливи и свакаат своето дете, своето внуче, што побрзо да заоди. Меѓутоа, детето не мисли така. За да прооди детето, потребна му е стабилност, баланс, сигурност, потребно е време и така натаму. Ако родителите го фатат бебето од едната страна со раката и од другата страна другиот родител и тоа дете ќе мора да застане на прстите и да се обиде да оди, меѓутоа тоа е тешко изводливо. Треба одредена трпеливост и временски период. Понекогаш родителите, особено мајките, бидејќи се зафатени со некоја работа дома, ги ставаат децата во
дубаци или ги ставаат на джамперс, ако некаде сакаат да одат, да патуваат и така натаму. Меѓутоа, јас би рекол дека пред да се одлучат да ги стават децата во дубак или джамперс, треба да консултираат ортопед, бидејќи ортопедот ќе знае да го прегледа детето и ќе каже дали детето е млитаво, дали детето е со добра мускулатура, дали кај детето се оформени зоните на раст, јадрата на раст на коските, особено на колковите. И доколку е тоа случај, да речеме, машките деца може да седнат на 5-месечна возраст, женските деца на 6-месечна возраст, тогаш може кратко за минут, 2-5 минути да се остави детето во дубак за да се сврши некоја работа, меѓутоа со голема предпазливост, бидејќи ако се потпре на своите нозе, бидејќи неговите коските на детето се меки и доваѓа до деформација под тежината на телото, деформитети, искривувања на самите стапала, на подколениците, на колената и после тие деформитети многу тешко се коригираат. Исто така кај джамперсите, детето треба да има 6 месеци до 18 месеци, да има цврста мускулатура, рефлекси, за да може да стои во джамперсот. Јас би рекол дека подобра варијанта се оградичките, каде детето има можност да застане, да се фати за оградичката, да стои, да направи еден чекор, да си игра во оградичката и нема никакви последици по самото дете. Би заклучил за ова прашање дека пред да се одлучат родителите на дубак или джамперс, добро е да се консултираат со ортопед. Меѓутоа, знаеме дека кога ќе продадат децата, освен советите што вие ни ги дадовме, некои деца знаат и кога се во тие оградички да почнат да продуват на прсти. Дали ова представува некоја ненормална појава? Точно така. Некои деца одат на прсти. Децата учат да одат. И тие сакаат да проодат. Тоа е нивната желба. Тоа проодување кај децата во зависност од детето е различно, почнувајќи од 10-тиот, 11-тиот месец па до 18-тиот месец, а некои деца проодуваат и на 24 месеци. Зашто не треба да се загрижуваме доколку децата проодуваат на 24 месеци? Не треба родителите пред време да се грижат, бидејќи ако детето се развива нормално, не треба да се грижат, бидејќи има добро развиена мускулатура, добро развиен коскен систем и детето може да оди на прсти. Детето почнува да оди не кога сакаат родителите да почне да оди, туку кога тоа ќе почувствува стабилност, сигурност, баланс, бидејќи во почетокот сите знаеме дека децата може да паднат па да се исплашат, што е нормално, но може да продолжат да одат на прсти, бидејќи така сакаат, така се чувствуваат посигурни и тоа воопшто не треба да ги вознемирува родителите. Меѓутоа, ако продолжат да одат и по 24-тиот месец, тоест после втората година, третата година и четвртата година, до кога тој од може да се коригира, тогаш треба една добра консултација со искусен ортопедски хирург и да се види детето да не се работи за некоја друга неуромускуларна болест, како што е церебрална парализа, како што е прогресивна мускулна дистрофија. Таквите деца, поради слабост на мускулатурата, одат на прсти. Тогаш потребно е да се направат добри клинички испитувања, лабораториски испитувања и ќе се дојде до правата диагноза и ќе се види каде е проблемот и тој проблем ќе треба да се коригира. Професоре, освен сите проблеми кои ни ги кажавте дека може
да се создават кај децата, ние знаеме дека особено децата кога почнуваат во училишна возраст, кога се на таа возраст, со ранецот, па и со другите проблеми, знаат да имат искривување на рбетниот столб. Дали може вие да ни кажете како треба да се грижиме ние за да не дојдеме до овие деформитети? Многу често децата имаат проблеми со рбетниот столб. Особено кога почнуваат да одат на училиште, се разбира дека родителите, па и наставниците, особено по физичко воспитување, педиатрите и ортопедите, треба да се грижат да не дојде до појава на овие деформитети. Тоа се сколиози, што значи постранично искривување на рбетниот столб, јувенилни кифози, згрбавување во пределот на торакалниот рбет према позади и лордози, тоест деформитет на рбетниот столб према напред. Тие може да бидат конгенитални, значи вродени, поради некои вродени причини, како што се отсутство на некој пршлен или појава на полупршлен или споени неколку пршлени или споени ребра. Потоа може да бидат идиопатски сколиозите, искривувањата на рбетниот столб, што значи причината за нивната појава не е позната. И тие се најчестите и невромускуларни сколиози кои се јавуваат кај некои невромускуларни заболувања, како што се церебралната парализа, неурофиброматозата, прогресивната мускулна дистрофија, може да дојде до тешки деформитети на рбетниот столб. Договорено, професоре? Точно е дека многу машки деца и многу женски деца имаат проблеми со деформитетите на рбетниот столб. Такви деформитети имало и во минатото, бидејќи во минатото не се знаело за витаминот Д како превенција на појава на деформитети на рбетниот столб, на долните екстремитети, не се знаело за другите витамини, не се знаело за вакцините на детска парализа и вакцини за многу други заболувања и затоа во минатото, да речеме тамо некаде во 17-тиот век, 18-тиот век, децата имале многу такви деформитети. Всушност и символот на ортопедијата е младо дрво во раст кое се искривува со текот на растот, потпрено на една потпора и врзано да се исправи. За да не дојде до деформитети на рбетниот столб, потребни се систематски прегледи и тоа во градинките, предшколска возраст, на почетокот на школото прво оделение, потоа пето оделение. Родителите треба да го забележат деформитетот, исто така наставниците по физичко воспитување и педиатрите и ортопедите, сите треба да допринесат да овие деформитети на рбетниот столб се откријат рано. Децата кои што одат на училиште со тешки и ташни, со учебници, доваѓа до деформирање на рбетниот столб, а и самото тоа што постојано се со Nintendo свиткани, згрчени, со некои видеоигри, айфони, телефони и така натаму, и доваѓа до деформирање, а особено поради слабост на мускулатурата, не се движат, не спортуваат и многу лесно може да дојде до искривување на рбетниот столб, до искривување на градниот кош и овие деформитети
особено вребаат во време кога се појавуваат зоните на раст, јадрата кај децата на арбетниот столб, доваѓа до јувенилни кифози, младалачки искривувања, згрбавување на децата и тоа треба да се превенира, да не дојда до такви деформитети, бидејќи тоа може со одредени ортопедски помагала, ортопедски корсети, вежби, јога, потоа пливање, сончање, пешачење. Мускулоскелетниот систем и арбетниот столб бараат оптоварување за да бидат здрави, цврсти и да не подлегнуваат на деформитети. Секако. Меѓутоа, професоре, знаеме дека сите овие деформитети кои ни ги спомнавте, може на некој начин и да се превенира доколку одиме на редовни контроли кај нашиот ортопед. Би сакала да знам од кога се бебиња, па се до повозрастна група, колку често треба да се носат децата на ортопед и зошто е важно родителите да знаат дека треба да ги запазат закажаните термини? Одлично прашање. Новороденото треба да се прегледа од искусен ортопед првиот ден по раѓањето. И тоа систематски од глава до пети. Што ние всушност прегледуваме? Почнуваме со главата. Гледаме на главата дали има некои деформитети, дали има некои крварења на поглавината и така натаму. Какво е лицето, дали е симетрично или асиметрично. Каков е вратот, дали има на вратот некои деформитети, како што е вроден крив врат, дали има некој хематом, некое крварење, дали има скршеница на клучната коска или скршеница на надлактицата или скршеница над коленицата или повреда на арбетниот столб или породилна тракциона повреда на плексус брахиалис со парализирана рака. Потоа одиме на градниот кош, гледаме градниот кош дали има детето птичи граден кош, дали има вовлечен граден кош, дали има деформитети на ребрата, па потоа го гледаме арбетниот столб, дали има некои деформитети, па ја гледаме карлицата, коковите, надколениците, дали се во О или X надколениците, колената, подколениците, стапалата и систематски така проверуваме. Доколку најдеме дека има некоја вродена недоразвиеност на коковите, предлагаме веднаш ултрасонографија, доколку не, потребно е да се направи ултрасонографија во првите 2 месеци од животот на бебето, а потоа во 4-тиот месец. Зошто во 4-тиот месец? Повторно, бидејќи во 4-тиот месец се појавуваат јадрата на осификација на бутните коски, на коковите, и ако тие се појавени, цврсти, симетрично поставени во злобот, тогаш и мускулатурата, ако е добра, тогаш детето е нормално се развива, нормално расте. Следниот преглед ќе биде по проодувањето, потоа пред да оди во градинка, пред да оди на преглед во прво оделение и во пето оделение. Зошто во прво и пето оделение? Бидејќи на тие возрасти може веќе да почне искривување на арбетниот столб или искривување на долните и горните екстремитети, и тоа треба да се открие во најрана можна фаза за да имаме најдобри резултати покасно. Битно е родителите да ги почитуваат овие термини, бидејќи ако ги пропуштат, резултатите на лекувањето ќе бидат далеку полоши. Договорен. Професоре, знаеме дека сите родители сакаат до перфектен развој на мускулоскелетниот систем на нивните деца. Вие пред малку ни кажавте малку околу влијанието на витаминот Д, но не само и на спортот и на сите други активности кои ни помагаат во овој случај. Дали би можеле да ни кажете уште неколку други совети како ние може да дојдеме до подобар развој на нашиот мускулоскелетен систем? Одлично прашање. Мускулоскелетниот систем кај децата, за да биде здрав, добар,
dobro razvijen muskuloskeletan sistem, treba da se misli ušte od samиот почеток на бременоста на мајката. Се разбира дека родителите треба да бидат прво здрави. Мајката треба да биде активна, да прима за време на бременоста витамин D, бидејќи нема доволно во својот организам витамин D, детето веќе кога ќе почне органогенезата, формирањето на коските, на скелетот, големи количини на калциум од мајката одат кај детето и затоа треба мајката да прима витамин D, витамин К, калциум, витамин B9, тоа е фолна киселина, треба разноврсна исхрана, храна богата со калциум, со витамини, минерали, протеини, масти, јаглени хидрати, овоштие, зеленчук, да спортува, јога, фитнес, да пешачи, да се сонча, да плива редовно, да оди на контрола. На тој начин фетусот ќе формира здрави коски и мускули. А откако ќе се роди бебето, потребно е да прими витамин D, 600 интернационални единици, бидејќи во мајчиното млеко нема доволно витамин D, а во првата фаза на растот, во првите месеци, детето расте најповеќе. Во првата година расте 25 сантиметри. И затоа му е потребен и калциум и витамин D. Значи, мајчиното млеко, иако е незаменливо, меѓутоа децата, кога ќе проодат и кога ќе пораснат, треба да се занимаваат со спорт, со пешачење, со пливање и да изградат мускулоскелетен систем цврст, јак, за да може да ги служи мускулоскелетниот систем следните 100 години. Бидејќи на 60 години сите ние изодуваме пат околу светот. Затоа велиме, децата треба да играат, да спортуваат, да бидат здрави, во здраво тело, здрав дух. Децата се нашето најголемо богатство. Здравието нема цена. Колку ќе вложиме во нив, во децата, толку здравие ќе имаат нашите деца. Секако. Јас ви благодарам многу што бевте дел од нашата емисија, што ни ги дадовте сите овие совети. Ни беше чест и верувам дека и нашите гледачи научија многу како може да ги превенират сите ортопедски деформитети кои се јавуваат кај децата. Ви благодарам многу што бевте дел. Јас ви благодарам на поканата. Шум фалиминдер, teşekkür ederim. Faleminderit shumë. Shikues të nderuar, ne me ka që përmbyll emisioni për sot. Të gjithë ju që jeni të interesuar për një zhvillim sa më normal të sistemit muskuloskeletor tek fëmijët tuaj, tashmë e dini që mjeku, profesorin e nderuar Zafirovski, mund ta gjeni pranë Spitalit Neuromedika. Ne bashkë do rishemi në emisionin e ardhshëm. Deri atëherë miru takofshim.